Дневник во 20 часот, добро вечер. И ведело до нас што информативната редакција на К1 подготви за ова издание. За оваа влада секој работодавач е важен подеднакво, разлика нема, вели вице-премиерот Ставрески. Во акцијата на МВР уапсени 3 лица вработени во Министерството за животна средина. Започна имунизацијата против сезонскиот грип. За оваа влада секој работодавач е подеднакво важен, разлика нема, вели вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, бидејќи со секое вработување се намалува невработеноста во Македонија. Секој работодавач за оваа влада е подеднакво важен, рече вице-премиерот Зоран Ставрески во интервју за Сител телевизија. Тој потенцираше дека капацитетите кои работат во индустриските зони до денес креирале 14.600 работни места. Тоа може да се постигне и преку домашни инвестиции и преку странски инвестиции. Значи лажна е дилемата дали ни требаат странски инвестиции или ни требаат домашни. Нас ни требаат и странски инвестиции и домашни инвестиции. Нас ни требаат добри инвестиции, добри инвеститори. Ставревски ги отфрла критиките на опозицијата. Вели дека сега кога резултатите од сработеното се видливи и мерливи, прашањата на опозицијата се безпредметни. Долго време бевме критикувани, порано беше темата само зелени ливади има, нема фабрики. Сега кога се виде дека има многу фабрики, темата е па сега зошто одите на роуд шоу, зошто се трошат пари, зошто се градат технолошки зони. Одговорот наш е дека зони се градат затоа што е потребно да се реши проблемот на невработеноста во Република Македонија и второ да се зголеми производството и извозот. Ставревски посочи дека владата и покрај сите предизвици успева да ја намали невработеноста. Креирани се 133.000 нови работни места, од кои само преку проектот Македонија вработува, кој се применува од април годинава, создадени се 7.190 работни места или преку 300 работни места неделно. Отворени 7.675 бизниси преку владиниот проект Самовработување. За следната година ќе се субвенционираат околу 900 бизниси, односно околу 1000 вработувања. Министерот Диме Спасов вели дека ќе продолжат да ја стимулираат оваа мерка, што ќе придонесе за развивање на македонската економија. Владиниот проект Самовработување од неговата имплементација до денес бележи голем успех. Во периодот од 2007 до 2014 година аплицирале вкупно 24.968 невработени лица, од кои 7.675 основале свој собствен бизнис во неразлични дејности. Околу 70% од започнатите бизниси преку овој проект се уште обстојуваат и се прошируваат. До сега се доделени над 25 милиони евра на индивидуалци кои се самовработуваат. Проектот нуди сеопфатен пакет мерки од обука, подготовка на бизнис план, анализа на пазарот и потребна опрема. Ќе продолжиме да реализираме оваа мерка и да го стимулираме формирањето на мали компании, на мали компании кои што ќе развиваат македонската економија. За следната година веќе планираме грант за самовработување за 920 невработени лица или пак за околу 1000 вработувања кои што сакаме да ги постигнеме во 2016 година и средства во износ од 207 милиони денари за оваа намена. Апликантите добиваат грант од 3000 евра за опрема која е поддржана од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Според условите на проектот, за секое ново вработување се добиваат дополнителни 92.000 денари. Владата на Република Македонија во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка во изминативе 2 години изработиле 38 проекти за чија реализација се потребни преку 70 милиони евра и кои се од особено значење за регионалниот развој. Само во првиот циклус во 2014 година изработени се 28 инфраструктурни проекти за чија реализација потребни се 33,3 милиони евра. Со вкупен буџет од околу 300.000 евра
добија грант од делегацијата на Европската Унија, изработена е проектна и техничка документација за 10 проекти за тековната година. Од нив 8 се регионални, а 2 меѓурегионални проекти. 7 од нив се за промоција и развој на туризмот, 2 проекти се за заштита на животната средина и просторното уредување, додека еден проект е насочен кон подобрување на енергетската ефикасност. Овие проекти веќе добар дел од нив, околу 12-13 милиони евра, веќе се во фаза на реализација. Се промовираат 10 нови проекти кои што се по збирна вредност уште поголеми од оние во 2014 година. Овие имаат вредност од 38 милиони евра и верувам дека бидејќи се квалитетно подготвени за релативно брзо време ќе најдат своји извори на финансирање. Во Република Македонија на наредните избори ќе се гласа според веќе постоечкиот изборен модел. Повторно ќе има тројца пратеници представници на македонската дијаспора. Промени има само во финансирањето на политичките партии. Изборниот модел останува ист, со 6 изборни единици со по 20 пратеници. Промени има само во финансирањето на политичките партии. 110 денари по гласач е максималниот праг кој што може политичките партии да го искористат. Во идниот законодавен дом повторно ќе има тројца представници на македонската дијаспора. Она што ќе се разликува во однос на гласањето на дијаспората е тоа што сега ќе има една изборна единица. Се договоривме дијаспората да има своји пратеници. Тие ќе се бираат на пропорционален модел, како и во Македонија, односно ќе има една изборна единица во која што ќе се бираат 3 пратеници со потребен минимум на гласови, колку што и во Македонија, некаде околу 6000 и нешто гласови, за да се избере еден пратеник, но ќе се бираат сите 3 на една листа. До 20 месецов Димовски открива дека треба да се донесат законот за справување со незаконските материјали и законот за укажувачите. Она што е најактуелно е законот за справување со незаконските материјали и законот за укажувачите или на англиски whistleblowers. Тие два закони треба да се донесат до 20. Тоа е прифатено од сите политички партии, иако СДСМ го негираше на почетокот. Таква согласност дадоа внатре на разговорите директно нивниот генерален секретар господин Оливер Спасовски, значи зборам за двата закони. До 20 треба да се промени законот за влада, за да може да се изберат оние нови дополнителни заменици министри, да се изберат тие неколку, да се решат тие неколку кадровски прашања. Според претходно постигнатиот договор помеѓу 4 најголеми партии во Македонија, предвремени парламентарни избори треба да се случат на 24 април наредната година. Директорот на Управата за животна средина, како и една инспекторка од Државниот инспекторат за животна средина, се меѓу приведените во вчерашната голема акција на МВР во Министерството за животна средина. Неофицијално приведените се сомничат за злоупотреби во службата. Основниот суд Скопје 1 им определи превентивни мерки, забрана за напуштање на живеалишта, обврска лицата повремено да се јавуваат кај определено лице во судот и забрана за преземање определени работни активности. Во рамки на оперативната обработка која се водеше под името Зелено и која се реализираше подолг период наназад, поднесе кривична пријава против 16 лица, од кои 7 службени лица вработени во Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина, како и 9 мина сопственици, управители или овластени лица во компании. Сите осомничени се гонат за разни незаконитости во работењето, а кривичните пријави кои им се ставаат на товар се однесуваат на основани сомненија за злоупотреба на службената положба и овластувањата, примање подкуп и давање подкуп. Имено пријавените се думина во својство на службени лица вработени во Министерството, во Државниот инспекторат и Управата за животна средина во текот на 2014 година, искористувајќи ја својата службена положба и овластувања на одредени правни или физички лица кои се јавуваат во својство на баратели на дозволи или потврди за вршење на дејност увоз на стоки со ознака D4, односно стоки кои согласно тарифникот се под режим на ограничен увоз,
а кои дозволи се издаваат токму од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, им овозможувале практично на лицата противправно да се стекнат со истите и покрај тоа што не поседувале целокупна документација. Започнува грејната сезона. Огревните дрва, струјата, но и централното затоплување се начините на кои граѓаните ќе ги затоплуваат своите домови. Од вкупно 6 месеци колку што трае грејната сезона, Велешани во 4 полуднив поинтензивно ги загреваат домовите. Грејната сезона од денес започнува, иако во домовите Велешани се уште немаа вклучено грејно тело. Оваа зима планот како ќе се загреваат домовите, семејствата веќе го направиле. Пресметките покажуваат дека најекономична ќе биде употребата на дрвата во процесот на затоплувањето. На струја. Причина поевтино? Не поевтино, тоа ни е покомотно. Немаме дрва набавено, имаме печки термо и така. Дрва. Зошто дрва? Мислам поевтино ќе ми биде од струјата. Некојаш на струја, некојаш на дрва. Дрвата се поисплатливи. Струјата е малку поскапа. Затоа е на дрва. Струјата како извор на топлинска енергија во Македонија се користи во околу 30% од вкупниот број на домакинствата. Останатите го користат огревното дрво, но и централното грејење во општините каде тоа го има. За оние кои имаат платено за огревно дрво, а се уште го немаат добиено од јавното шумско стопанство Бабуна со апел дека огревно дрво има доволно. Нашата цел како јавно предпријатие на најдобар можен начин да излеземе во престрет на потребите за обезбедување на огревно дрво за граѓаните. Понекогаш се соочуваме со потешкоти на терен, со временски некои неприлики. На овој начин за граѓаните што имаат уплатено, обезбедено е потребната количина на огревно дрва и сите може да си го подигнат до почетокот на грејната сезона. Грејната сезона трае 6 месеци, но најчесто Велешани велат дека 4,5 месеци интензивно ги загреваат своите домови. Започна вакцинацијата против сезонски грип. По само еден ден вакцина примиле 100 луѓе. Најголем дел од нив се повозрастни со хронични болести. Вакцината може да се прими единствено во Центарот за јавно здравје. Центарот за јавно здравје почна имунизацијата против сезонски грип. Пристигнаа вакцините кои заштитуваат од неколку типови на вирусот. Први кој ја примија вакцината се повозрастните и луѓето со хронични болести. Порно да не оди по доктори зимото, нека си прима една вакцина. Ја препорачувам да одат сите, бар по старите. Мислам, че имаат вака по кревко здравје. За оваа година од Центарот велат дека планираат да потрошат 2000 вакцини. Надлежните велат дека вакцината може да ја прими секој без разлика на возраста. Вчера на 14 и вкупно досега се вакцинирани околу 100 лица. Вакцинацијата продолжува со несмален интензитет, има заинтересираност и очекуваме дека ќе има уште поголема заинтересираност секоја година. Надлежните велат дека бројот на вакцини е недоволен да спречи можна епидемија од грип, но сепак се заштитени ризичните групи на луѓе. Препорачливо е како и досега што сме кажувале, значи особено на лица над 65 години, кои што евентуално имаат и некои хронични незаразни заболувања, како кардиоваскуларни плуќни заболувања, диабет и така натаму, хронични бубрежни заболувања. Исто е препорачливо и кај помлади луѓе кои што ги имаат овие заболувања или евентуално се тоа здрави лица кои што заради природата на своето работно место контактираат со поголем број на лица, таква им е работата, значи можат многу лесно да дојдат во контакт со вирусите на грипот и лесно да се разболат. Вакцинацијата чини 400 денари и истата може да се прими во Центарот за јавно здравје секој ден од 9 до 15 часот. Во завршна фаза е санацијата на споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна. Реконструкцијата е предвидена со програмата на Министерството за култура.
Во завршна фаза е реализацијата на проектот за санација на споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна од Велес и Велешко. Реконструкцијата е предвидена со програмата на Министерството за култура. Националниот конзерваторски центар како надлежна установа за реализација на проекти од областа на заштита на недвижното културно наследство реализираше неколку активности за зачувување на ова значајно спомен обележје кое е символ на градот Велес. Саниране покривот и екстериерот на објектот при што се променети сите оштетени делови. Во завршна фаза е санацијата на завршниот фасаден слој, а веќе реконструиран е изолацискиот слој на споменикот. Целосната реализација на санација на споменикот на паднатите борци е предвидена да заврши до крајот на годината. Истиот е изграден во непосредна близина на градот. Споменик кој се градел од 1979 до 1981 година. Внатрешноста е декорирана со импозантен зиден мозаик од 5 сцени, дело на современиот македонски сликар Петар Мазев. Локалната библиотека Гоце Делчев беше домаќин на промоцијата на книгата Г50. Истата представува алманах на афоризми напишани од група македонски сатиричари. Вчера вечер во локалната библиотека Гоце Делчев беше промовирана Г50 збирка на афоризми, напишани од истакнати сатиричари, а внимателно одбрани од афористичарите Миле Ѓоргиовски и Димитар Вилазорски. Љубителите на пишаниот збор имаа можност да слушнат збор повеќе за вредноста на македонската сатира и афоризмите кои низ годините ги пишувале група македонски автори. Ова книга е алманах на афористичари, тука се застапени 9 македонски афористичари, символичен онај наслов Г50, генерација 50, односно тоа се афористичари кои се родени, таа втората генерација наша афористичари во Македонија од 50 до 59 година. Г50 ќе добие второ продолжение. Вториот дел ќе биде двојазичен и во него ќе бидат застапени записи на афористичари од повеќе балкански земји. Имаме собрано, работено, посебно јас имам собрано и преведувано доста афоризми од оваа генерација и наскоро треба да излезе таа книга. Кеше за ова што овие две книги што ги работевме и јас и Милја сме богато наградени. Мислам нематеријално, меѓутоа со технички сме подготвени, со многу прочитани, преведени афоризми за нашето едно понатамошно творештво. Преку издавачката куќа Ориен само оваа година се издадени 12 книги на сатира, што е од голема важност за зачувување на македонското сатирично творештво. Истите се презентираат на бројни фестивали кои го негуваат македонскиот пишан збор. Проширена е истрагата за диво населје за уште 7 лица. Од информациите од полицијата, меѓу приведените е уште еден командант на ОНА, во јавноста познат како команданта Рачинова. Денес се одбележува светскиот ден на белиот стап, кој е символ на слепите лица. Следуваат вестите од Македонија. Американскиот амбасадор Джес Бейли за обврските кои треба да се спроведат согласно роковите од договорот од Пржино, изјави дека предстои уште многу важна работа да се заврши, а малку време за да се постигне тоа. Тој напомена дека специјалниот јавен обвинител веќе изјавила дека ќе започне да ја врши незината работа и ќе продолжи да се залага за обезбедување на потребниот персонал и ресурси кои што се потребни. Според него, многу е важно да се спроведе веродостоен независен судски процес за прашањата кои произлегува од преслушкуваните материјали, за Македонија да излезе од ситуацијата во која се наоѓа во моментов. За уште 7 лица се проширува истрагата за Кумановското диво населје. Според информациите од полицијата, меѓу приведените е уште еден командант на ОНА, Ибрахим Муртезнани, во јавноста познати како команданта Рачиново. И тој како и останатите се осомничени за соработка и помагање на терористичките групи кои делуваше во Кумановскиот регион. Врз основа на досега прибавените докази од истрагата во врска со настаните од 9 и 10 мај годинава во Кумановската населба диво населје, надлежниот обвинител од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција издаде наредба за спроведување на истражна постапка за уште 7 македонски државјани. Осомничените кои се третираат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам се изведуваат пред судија на претходна постапка. Надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување на мерка притвор.
15 октомври е меѓународниот ден на белиот стап, кој е символ на слепите лица, а им овозможува поголема мобилност и учество во заедницата. По повод овој ден пуштена е во употреба нова зграда во Државното училиште за лица со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје. Националниот сојуз на слепи лица не само на овој ден прави напори да се овозможи пристап за слепите лица во јавниот превоз, потоа едукативен пристап како и вработување. Сојузот на слепите лица во Македонија е оформен во 1946 година и е представник на повеќе од 2500 лица од целата држава. Нова помош за бегалската криза. Јапонија ја обнови работата на вториот нуклеарен реактор, вести од светот. Европскиот парламент доцна синоќа даде зелено светло за нови 401,3 милиони евра, кои ќе бидат искористени од Европската Унија до крајот на годината за совладување на имиграцијската криза, јавуваат светските медиуми. Одделувањето на тие средства беше предложено од Европската комисија и одобрено од буџетската комисија на Европскиот парламент. Тие треба да бидат искористени од земјите членки, најсилно засегнати од имиграцијскиот проток, од трети земји кои прифатиле најголем број сириски бегалци, како и од европски служби. 28 држави членки ветија 330,7 милиони евра за овогодишниот буџет на Европската Унија, но ќе треба да ги исплатат тие пари дури идната година. Јапонија ја обнови работата на вториот нуклеарен реактор на централата Сендај, јавуваат светските медиуми. Тоа е вториот реактор во земјата што ја обновува работата со нови построги безбедносни правила, усвоени по нуклеарната катастрофа во Фукушима во 2011 година. Компанијата оператор Kyushu Electric Power го пушти во експлоатација реакторот 2 на атомската централа Сендај, што се наоѓа на 1000 километри југозападно од Токио. Пред околу 2 месеци беше активиран и реакторот 1 на нуклеарната централа. Сендај се наоѓа на околу 50 километри од активниот вулкан Сакураџима на јужниот остров Кјушу. Македонија домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Ракометниот клуб Металург со победа на гостински терен кај екипата на Охрид, домашен спорт. Република Македонија од 21 до 25 октомври ќе биде домаќин на најдобрите селекции од Балканот. Првенството ќе се одржи во спортската сала Јордан Мијалков во Штип. Македонската репрезентација на ова балканско првенство учествува со поддршка на млекарата Здравје Радово, која во рамките на проектот Здравје во твоите раце продолжува да дава активна поддршка на македонскиот спорт. Екипата на Металург го порази солидниот тим на Охрид во одложениот надпревар од третото коло на машката ВИП Суперлига. Металург победи со 30-22, полувреме 15-12, но охриѓани му го пружија досега најсилниот отпор на фаворизаниот учесник во Лигата на шампионите. Ракометарите на Охрид се покажаа како тврд противник против кого на негов терен ќе имаат проблеми сите екипи. Кај гостинскиот тим Дубјанченец имаше 13 одбрани, а Матич најдобар стрелец со 5 гола. Кај домашните најдобри стрелци беа Павловиќ и Тасевски со постигнати 5 гола. Македонскиот фудбалски репрезентативец Ферхан Хасани успешно ја мина операцијата на неговото десно колено во Аузбург. Според последните информации, повредата на лигаментите е била сериозна и поради тоа играчот на Шкендија нема да може да игра на фудбал неколку месеци. Хасани во болницата во Аузбург ќе остане до сабота, а потоа ќе се врати во Тетово, каде што очекува долг период на рехабилитација. Хасани се повреди на надпреварот помеѓу Македонија и Украина на Филип II во Скопје во дуелот од претходното квалификацијско коло за Европското првенство во Франција.
Машката ракометна репрезентација на Македонија ќе учествува на подготвителен турнир во Хрватска во пресрет на Европското првенство што ќе се одржи на почетокот на следната година. Овој турнир ќе се одржи во почетокот на ноември, а на него покрај Македонија и домаќинот Хрватска ќе учествува уште и репрезентацијата на Црна Гора. Ова воедно ќе биде и прв собјес за ракометарите по завршувањето на квалификациите во јуни. На Европското првенство нашите ракометари се во групата со светскиот првак Франција, потоа домаќинот Полска, како и со Србија. Денес започнува новата сезона на кошаркарската Евролига. Ѓоковиќ и Мареј со лесни победи на стартот од Мастерсот во Шангај. Меѓународен спорт. Со надпреварот Каршијака Барселона ќе започне новата сезона во кошаркарската Евролига. Одбраната на титулата минатогодишниот шампион Реал Мадрид ќе започне на гостински терен против Химки. По крајнив главни фаворити за освојување на Евролигата ќе бидат Барселона и ЦСКА Москва. Оваа година Македонија ќе има двајца представници во ова надпреварување. Перо Анти, кој по 2 сезони во НБА се врати во Европа во тимот на Фенербахче, и натурализираниот македонец Хендрикс кој настапува во екипата на Уникаха. Откако го освои Мастерсот во Пекинг, најдобриот тенисер во моментов Новак Џоковиќ ја продолжи својата победничка низа во Кина. Тој на турнирот во Шангај во второто коло го совлада шпанецот Фелицијано Лопес со 2-0 или по сетови 6-2, 6-3. Енди Мареј, кој е трет носител на овој турнир, исто така со максимални 2-0 во сетови го победи американецот Џонсон. Рафаел Надал пак по 3 часа игра успеа да се пласира во следната фаза од турнирот. Во мечот против Иво Карловиќ, кој според Надал е најдобриот сервер во светот, тој славеше со 2:1, односно по сетови 7-5, 6-7 и 7-6. Кирил Лазаров и Барселона забележаа нова победа во Асобал лигата со која гурнаа рекордот на Сиудат Реал за најмногу последователни победи во првата шпанска ракометна лига. Барселона го совлада тимот на Бенидорм со 34:21 и оствари 68-та победа поред, со што го собори рекордот на Сиудат Реал, кој досега изнесуваше 67, и тоа во периодот од 2008 до 2011 година. Интересно е тоа што Лазаров беше дел и од овој претходен рекорд на Сиудат, бидејќи македонскиот ракометар тогаш настапуваше за овој тим. На последниот надпревар Кирил Лазаров постигна 5 погодоци, а Барселона во новата сезона од шпанската лига има 7 победи од исто толку надпревари. А денеска имавме претежно облачно време со кратки сончеви периоди. Да погледнеме какво време не очекува утре. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.